Што те трецат? Нажалост, протестиве продолжува и понатаму продолжуваме. Од ветеното ништо. Требаше после последниот состанок што ги имавме со премиерот и вице-премиерот, дека за 10 дена паче се сретниме да доразчистиме некои работи. Нажалост сега поминаа скоро 27, а не 10. Вице-премиерот не се јавува, не знам што е работа. Му се јави некој на градоначалникот, ќе ви кажам рече што е работа. Дали има нешто новин? Ништо не се јави до сега. Ние му понудивме една варијанта на градоначалникот да заедно со пратениците и министер одов од градот. Исто како што направија, што му исплатија на лозарите отпремнини, да се заложа сите да го реше овој наш проблем. Ова е уште поголем проблем него што е на лозарите, што приватна компанија да се донеси закон за да се исплата придонеси отпремнините и тие знаат дека владата е виновна за ова ситуација во која дојде Еврокомпозит. Бидејќи директорите и поставува владата, значи не може директно, али индиректно е виновна. Управни одбори и владата поставува. Така да ние останува и понатаму да протестираме, друг избор немаме. Еве сега ќе се договориме, може од утре, други ден да видиме што да име Скопје пред влада. Дури не го решиме проблемот, а тие не понудија со 20% придонесите да ни платат. Стварно смешна работа, 20%, мислам ние никој не ни прифативне 20%. И тоа е. Што се случува со ова? Лажа. Со ова купување на време, вината е најдуваме кај градоначалникот, претходно дури штрекувавме, баравне прием кај него, не ни удоволи. Ко се договоривме ние во петокот дека во понеделникот ќе одиме направи во Скопје, во петокот поручекте градоначалникот ги искрши телефонот кај иницијативниот одбор да ви обезбедам средба со вице-премиерот и со премиерот че иде во Прилеп. Ајде прифативте и со тоа. И тогаш купија време, не излагаја вице-премиер, рече до 24 април ќе ви биде исплатени придонесите, 3 за останати плати и 20% од придонесите. За 10 до 15 дена пак ќе дојдам во Прилеп, што значи до денеска последен ден требаше да дојди. Ни се јави, ни дојде, па ни крева на телефони ние што му звониме. Тоа беше оти ние во понеделникот сакавме да одиме, а во понеделникот вторникот знае цела македонска јавност идеше министерот од Грција Ципрос, премиерот, и ради тоа дојде овдеки, и то тие не молеа за средба, ние не чевне средба. И па неколку мина викавме, ако така се договоривме да појдеме во Скопје, колеги ви откажаа, и сега па ново, сега па се договоривме да одиме во Скопје и велам јас, дур не се реши проблемот од Скопје да не стануваме. Ако треба по 5 мина, по 10 ќе престојуваме ден и ноќ со шатори, ама да дур не се реши проблемот да не заминуваме. Друго чајре нема. Ајде, држи. Ароганцијата на оваа влада се види на дело. Во очи не гледа, на состанокот и те лажа. Ни делува како еден раштиман оркестар. Вице-премиерот нуди отпремнина, 3 плати и 20% придонеси да ни плати до 24. Директорот вика за 10 дена јас ќе платам отпремнина. И како раштиман оркестар ни делува. Ова лаги невидени се, значи ароганцијата нема крај. Не лажа невидено. Не знаеме што да правиме со овие луѓе. Овие не сака да реше проблемот. Воопшто не се заинтересирани за Еврокомпозит. Тие гледа нивни лични интереси. Еврокомпозит нема интересен за нив. Томески Борко. Уште една жена. Пеце, јас да кажам нешто. Јавно да порачаме на владава, што рече колегава. Или има намера јавно да каже, или има намера да го реша проблемот и да не малтретира, да кажа не можеме, не смееме, не знаеме, нешто нека кажа, нека најде некој изговор. Веќе 2 години по улици сме, не сме ние деца. Гледате дека староснава граница над 60 години. Стварно ова е изживување врз таа е владата што треба да решава проблеми. Само добива и време сега, ќе дојде овај, ќе дојде онај, крај нема веќе. Нека и се изјасна еднаш, било кој, премиерот, кој сака нека види, има намера или нема намера да го реша проблем. Тоа е. Значи една средба со пратениците да се
Значи, апел до градоначалникот. Една средба со сите релевантни политички сили во градов, а тие се знаеме кои, пратениците, и од позицијата и од опозицијата. Значи, и минатиот пат баравме таква средба, ни беше речено дека пратениците од опозицијата не можеле да дојде. Значи, јас мислам дека поголема тежина ќе биде, затоа што тие се избрани од нас сепак. Без разлика што се позиција или опозиција, една средба таква да ни закажа и мислам дека би мрднале од мртва точка. Значи, градоначалникот може тоа да го направи. Без разлика што тие се опозиција, меѓутоа сепак влеча гласови тие. Значи сметате и СДСМ и ВМРО заедно да настапат во собранието? Да. Да оствариме една средба со нив и мислам дека тежината на ветувањето пред нив, пред опозицијата, би била поголема.